Почитувани мои, добар ден. Незаконски исплати на немедицински кадри, недозволена прекувремена работа, акцелатор што фаќа прашина, ненаплатени долгови е само дел од извештајот на Државниот завод за ревизија што се однесува на работењето на клиничката болница во Битола. Стручната фела со критики. Инквизиторски застарени методи при третирање на дете со аутизам во психијатриската болница Демир Хисар. Стручната фела со критики. Во продолжение секако свеж е и случајот со клиниката на онкологија и тврдењата дека терапија за болни од канцер се преподава на црно. Стручната фела со критики. Не се работело добро, немало стручен кадар, немале медицински помагала, немало лекови, мали плати. Зошто нема пари во здравството и кој и како го прави буџетот на Министерството за здравство? Стручната фела со критики, а одговорот секогаш ист. Се формира комисија. Оно што прашуваме во црвена линија е каде одат парите што ги уплаќаме за здравствено осигурување. Ке дојде ли време кога место на лекар ќе одиме на бајачки? А тука секако ќе ве потсетиме и да не заследите на социјалните медиуми, со оглед на тоа што можете се разбира и да коментирате и меѓу другото се разбира да шернувате, лајкнувате и дискусијата да ја префрлите токму онаму каде што и може да продолжи и по завршувањето на црвена линија. А тоа е секако на социјалните медиуми. Значи Facebook и Twitter. Кога сме кај Instagram, секако ќе посетам дека задолжително треба да не заследите и тука. Тоа постојано го повторуваме скоро во секое издание на црвена линија, не случајно со оглед на тоа што можете да дадете одговор на Instagram стори анкетата, која што за денес прашањето гласи вака. Дали наместо државно треба да се плаќа приватно здравствено осигурување? Ова е нешто што го имавме вчера, но знаете како оди со техниката, генерално знае некогаш и да закочи, но ние не кочиме никаде, туку продолжуваме секако и со изјавата на професор доктор Владимир Трајковски, кој што воедно е од Институтот за дефектологија на Филозофскиот факултет при УК. Да слушнеме што изјави тој. Тоа се инквизиторски методи кои се својствени на 19. век. Во медицината одамна е напуштено фиксирање, врзување за кревет или, не дај Боже, децата со аутизам воопшто не смеат да бидат тепани. Затоа што со таквото агресивно однесување ние можеме нив да ги внесеме во психотизација. Колку и да тоа дете било агресивно, постојат други методи во смисол на медикаментозна терапија, седативи, за тоа дете да се смири, празине и разни други седативни лекови за да се смири, а никако да се фиксира за кревет, да се врзува или да се тепа. А ета на мене се разбира подготвена за вас, а верувам и како ќе имате што да кажете во однос на темата за која што денес ќе зборуваме. Секако добре дојдени се лични искуства, видувања, ставови, она на што сте сведоци и секако вашите коментари во однос на тоа зошто нема пари во здравството и кој и како го прави буџетот во Министерството за здравство. Она што секако прашуваме е каде одат парите што ги уплаќаме за здравствено осигурување, ќе дојде ли време кога место на лекар ќе одиме на бајачки. Напоменав дека секако треба да земете активно учество и на Instagram, па еве како изгледаме таму доколку кликнете на Instagram стори. Ете, за кусо време ќе можеме најверојатно да ви покажеме денеска нешто лаптопот не ме слуша, но секако за да подобро се слушнеме јас и вие да не заборавиме дека треба да завртите пред се на 02 307 0005 и меѓу другото да ве потсетам да задолжително го намалите тонот на телевизорот, да зборуваме стриктно преку слушалка. Па да видиме дали го имаме и првиот гледач со оглед на тоа што секако сакаме да слушаме, какви се и вашите лични искуства со оглед на тоа што навистина се соочуваме со ситуации кои што
барем она што нешто и подоцна ќе ви покажам, барем Твитер заедницата напомена дека можеби и методи и мерки и генерално здравството во нормалните земји изгледа многу поинаку отколку кај нас. А еве како изгледаме ова, конечно ќе можеме секако и да ви покажеме. Значи, напоменувам, не заборавајте на Инстаграм да не заследите. Едноставно е и веднаш на Инстаграм стори, доколку кликнете. Ало. Добар ден. Добар ден. Ќе ви подариме некоја секунда, но секако им должам на гледачите да им покажам зошто треба да не следат на Инстаграм. Па еве, ова е прашањето за денес. Дали наместо државно треба да се плаќа приватно здравствено осигурување? Две опции за одговор да, не. Кликајте на вашиот одговор, резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. А сега е време за првиот гледач во ова издание. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ова држава со оваа власт 7 години пропаѓа. Нема пари за ништо. Ни за здравство, ни за школство, ни за пензии, ни за плати, ни за ништо. Ова тотално неспособна власт. Денеска се пријавувам за лична карта и вика 17 јули. Добро, но тоа е една тема друга. Еве како ќе коментирате за состојбата на здравството? Ве молам, за здравството зборуваме. Што за здравството, све е колапс. Според вас, каде одат парите што ги уплаќаме за здравствено осигурување? Ги крадат, каде одат. Лоповлак, све е лопови. Еден до друг, сите бандити. Све е ова пропадната држава. Ова 7 години не се знае кој јаде, кој пие на властва. Според вас, еве, наместо државно, треба ли да се плаќа приватно здравствено осигурување? Ма какво приватно, бе, ние, јас сум пензионер, сум двоел 40 години за ова здравство и сега пак да плаќам ли? Како плаќање, како и бакраци. А све да одам и лекови ќе платам и све. А дали сметате еве дека новите генерации, младите генерации може би подобро да плаќаат приватно здравствено осигурување? Добро, не добивме одговор, но секако добивме оно што очекувавме, а тоа е вашиот став и видување во однос на темата за која што зборуваме денес со вас. Ке ве подсетам уште еднаш, секако продолжете и да коментирате и дискусијата можете да ја префрлите и во тек и по завршувањето на Црвена линија на Facebook Црвена линија и на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите. Одиме понатаму со вас, добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Па еве, според вас, каде одат парите што ги уплаќаат граѓаните за здравствено осигурување? Парите каде одат? Па се знае. Парите се крадат уште пред една година ги снемува парите и потоа само се кука дека нема пари. Видовте со онкологија што се случило. Нема пари. Меѓутоа тоа веќе навикнавме. Меѓутоа трогателна слика е со ова дете од Емехисар. Значи ова е нешто страшно. Во кој век живееме? Да воопште се прашваме. Значи, ова е брука за Македонија. Да се врзува дете. Па дали уопште има некој меродавен, некој одговорен за да се носи и последицата за ова? Секој дете треба да има услови за живење нормални. А за луѓе кои што крадат и плјачкат, што се оплјачка Македонија, да не може да се направи една установа за деца во Македонија. Мојата ќерка студираше дефектологија и беше во Нови Сад. Значи имала што да види. Во Демир Капија мамо вика тоа е смрт. Во Демир Хисар, претпоставам. Демир Хисар, мислам. Значи тоа е стварно гревото и жалосно за таа слика што ја покажува. Еве што забележала во Нови Сад, бидејќи сепак не се толку далеко од нас? Знаете што забележала? Ручат на бели чаршафи, кревети наместени, се работи секој ден со сите деца. Така, благодарам многу и драго ми е што
Еве, вие како родител на ќерка која што токму се подготвува да биде во својата кариера стручен кадар за дефектологија, можела директно да ви пренесе како изгледаат во моментот работите, дури и во болницата во Нови Сад. Благодарам многу, ни значи да слушне јавноста, еве да се направат некакви паралели. Тука ќе ве потсетам секако и да кликнете на telma.com.mk. Најнапред да се задржите на овој наслов, сега ќе можете и да го видите, а насловот е следен: нестручен кадар на чело на психијатриските клиники. Правник раководи со болницата во Демир Хисар, архитект во Скопје. А сето ова е регулирано законски со оглед на тоа што законот тоа го дозволува. Ние она што прашуваме во црвена линија е зошто нема пари во здравството и кој како го прави буџетот во Министерството за здравство. Факт е дека стручната фела секогаш е со критики, одговорот е секогаш ист, односно се формираат комисии. И каде одат според вас парите што ги уплаќаме за здравствено осигурување? Дали би ги охрабриле новите генерации дека може би подобро наместо државно да се плаќа приватно здравствено осигурување? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас. А за што има пари? Да кажа, за осигурување не пати. Како не ги сам? Да значи за тој да нема. Како не ги сам, луѓе? Како не ги сам? А бе, да е свесен човек. Па ти каже, еј, тај бе ти не се помогне. Да е свесен некој. Ама не бе свесен ни еден. Ова влада. Ова влада тебе зави. Тоа е катастрофа невиден. Тако тепа опкето. Он е тако тепано од Бога, он го тепа. Молим те. Според вас каде одат парите кои што ги плаќаат граѓаните за здравствено осигурување? Нека ги кажат. Ги кажат. Ги кажат. Тоа е тоа. А еве и уште едно прашање, дали ви се чини дека можеби ќе дојде време кога наместо на лекар ќе одиме на бајачки? Веќе е дојдено. Дојдено е веќе. Тоа е дојдено. А веќе е дојдено според вас? Да, тоа е. Тоа е веќе бајачки ќе са. Биде ви поздравен. Благодарам многу, бидете поздравени и вие, па еве можете секако да се надоврзете и да имате бараме и коментар во однос на тоа што еве според насловот на telma.com.mk факт е дека нестручен кадар на чело на психијатриските клиники стои, односно тоа го дозволува воедно законот да некој на пример кој што е правник раководи со болницата во Демир Хисар, а архитект во психијатриската болница во Скопје. Па еве, дали може би треба работите да бидат поинаку поставени, но она што е поставено како прашање и зошто нема пари и кој како го прави според вас буџетот во Министерството за здравство? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Види, прво поздрав до Телма телевизија, најреалната телевизија која зрачи во етерот во Македонија. Благодарам многу. Као прво, сите кои се крводарители, нели имаат бенефиции после 10-тиот пат давање на крв, ослободени од партиципација, да се изврши анализа, да се изврши контрола во Гостивар, колку се дадени потврди за ослободени од партиципација. Као прво, као второ, пари кои се даваат од пензиите за осигурување во Словенија, кога излегува човекот на пензија, додатно дава пари по 35 евра, по 35 евра месечно во случај на операција на срце и потешки операции, тоа се плаќа. А овде да се провери као трето, да се провери кој од страните држави, а нарочно од Косово, колку се лечат овде
на сметка на граѓаните кои плаќаат овде или плаќале доприноси. Дали ме разбирате? Да, и ве слушаме внимателно. Да се изврши контрола во здравствениот систем. Благодарам многу. Еве, слушате досега што кажа гледачите. Продолжуваме секако. Расположени сме и како да слушнеме што следно имате да споделите со нас. Добар ден. Добар ден. Епа, кој ги прави? Се знае кој прави Министерство за здравство. Кој е Министерство за здравство? Колку што паметам уште од пред многу години, не знам дали уште, дрогеријата Пановски главна беше за секакви увози на лекови и ти треба нешто, операција не праќала, одите кај дрогерија Пановски. Дали е се уште или не, не знам и не тврдам, ова го кажувам, пошто сум имала прилика порано. Меѓутоа, господинот многу убаво рече, значи парите каде одат, каде ние Отворен Балкан ни направија, супер презадоволни за Косово. Пензии зимат од Косово, Малмет со Косово направива, да се лечат тука од Косово, еве ти ги каде, кој го крои, кој ги финансиите за Министерство за здравство, владата, министрите, сите се во еден кош. Пак тие што зимаат, што нив им одговара. Значи, ја не знам ова какво здравство е, меѓутоа се гледа нашето, ние што плаќаме каде одат парите, веќе кажа човекот и јас, меѓутоа и парите имате вие многу приватни клиники. И да не изборам, сите знаеме каде. Немаш тука, нема за тебе, сакаш неќеш, ќе одиш, ќе се задужиш, ако можеш, ќе земеш картичка, нешто овона, да идеш да завршиш за здравје, ако можеш да преживееш. Ајде, како ви изгледа во однос на новите генерации, дали би им препорачале наместо државно дека може би подобро да плаќаат приватно здравствено осигурување? Па приватно е 100% најболje, нема тука дискусија и не... Благодарам секако за дискусијата со вас, продолжете да не гледате. Секако пред да се префрлиме на следниот гледач, повторно е веќе напоменам, многу повеќе можете подетално да се информирате и да прочитате за информациите и случувањата за кои што всушност изборуваме денес преку нашата тема во црвена линија со вас на telma.com.mk. Еве уште еден наслов кој што всушност ги одбележа овие изминати денови, а тоа е дека се случувале незаконски исплати, недозволена прекувремена работа, акцелератор што фаќа прашиња, ненаплатени долгови кои се пред застарување. Ревизорите всушност ова и го заклучија кога влегоа во Битолската болница. Па сега логично е да поставиме прашање зошто нема пари во здравството, зошто во здравството ситуацијата е онаква каква што ја согледуваат и ревизорите на некој начин и кој како според вас го крои и прави буџетот во Министерството за здравство, кои всушност и каде одат парите кои што ги уплаќаме за здравствено осигурување. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Добар ден, Тина. Добар ден, во црвена линија сте. Поздрав од Кавадарци. Поздрав до Кавадарчани секако. Вака сега, зошто нема пари у буџетот? Од 90-та година Македонија, кога се самостална држава, овие три партии, ВМРО, СДС и ТУИ, сите пари, три партии, криминал невиден. Правната држава у Македонија не функционира. Да има правна држава, до сега се направеше многу убаво. По затвори треме они, а не за 32 луѓе лежат у затвор. Срамота е ваше се работебе. Лупчо дој Голтак, Груевски дој Голтак и вие други Голтак. Само крадате ништо. Пратеници на Македонија 120 не требат. 70-80. И да се направи да нема криминал. А не правната држава не функционира и секоја партија, овие три партија запустија Македонија. И ќе кажам најдо крај, што се пензионерите, никој за овие три партии да не гласат. Што направија? Никачија по 5,3 срамота е. А еве, дали ви се чини, дали ме слушате, како ви се чини дека можеби ќе дојде време кога наместо на лекар ќе треба да одиме на бајачка или? Каква бајачка, тие се стари приказки Натали да му и кај тие од Прилеп.
Најверојатно не разбра гледачот која ни беше пораката со прашањето. Она зашто дискутираме е секако ситуацијата со која што се соочуваме секојдневно, наслови од типот како незаконски исплати, ке повторам, недозволена прекувремена работа, акцелератор што фаќа прашина, ненаплатени долгови кои што се пред застарување, значи голема веројатноста да не бидат наплатени. Стручната фила е постојано со критики, а еве и уште еден наслов на telma.com.mk кој што воедно ја вознемири, се разбира, јавноста е факт дека го врзувале со Синџери, односно потресно сведоштво на мајка за тортура на нејзиниот син со аутизам во психијатриската болница во Демир Хисар. Имавме гледачка која што кажа дека нејзината ќерка студира дефектологија и со оглед на тоа што мора да има, верувам, практичен дел, ја посетила токму болницата во Нови Сад, каде што ситуацијата е сосема поинаква, многу похумана. Па, еве, според вас, што му се случува на нашето здравство? Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Јавам од Скопје, овака. Прво, значи, пари во фондот има. Ама погледайте да почне прво кои се директори од Фондот за здравство, Министерство за здравство, Управата за водење на матична евиденција. Ке дојдеме до одговорот дека парите се одлеваат за пациенти кои не се од Македонија. Која беше целта на упишување во матична евиденција, нови изводи, ова. Кога дојдоа 200.000 од Косово, му дадо државјанство. Сега таа сила на луѓе стекнаа право за живење во Македонија, ни ден работа да добиваат пензии. Министерот за здравство уште кога дојде во првите денови на министерување, најави дека ќе се лечат и пациенти од Косово, па тоа се заклjuti и до ден денеска, значи, ништо никого. Така да фондот за ПИОМ има доволно пари. Каде се парите на оние кои одвојува од својата бруто плата, а не дочека пензија, например, до 60 години, Господи ги прости, заминале. Каде се парите од тие луѓе? Зошто не им ги дадат на фамилиите кои трпеле за леп додека нивниот родител одвојувал за ПИОМот? Треба и тие пари да се вратат на фамилиите. А фондовите имаат пари. Само ненаменски се трошат. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Ке подсетам, еве, прашањата можете секако да ги видите и на екранот, но имаме гледачи кои што потенцира дека можеби никој не сноси никаква одговорност, дека не функционираат законите и токму поради тоа се случуваат вакви ситуации во здравството. Но еве, каде го гледате проблемот? Во недостаток на пари и доколку има пари, каде одат парите кои што еве граѓаните ние ги уплаќаме во здравствениот систем, односно во здравственото осигурување? Добар ден. Добар ден. Вака би рекла, добра тема и сега парите нормално кои ги прави народот се плаќа и треба Министерството за здравство нормално да ги прави тие пари да се направи баланс. Мислам, тоа е нормално. И сега би рекла, тука неге дана се вика колку е ограбен фондот за здравство, тоа знаеме сигурно со милиарди. Не е нешто минимално. И сега би рекла, мене овде едно ме загрижа, пошто ние ве сакаме во Европа, мене ми е ова дека еве рековте пријуска, значи треба да се избориме прво што е основно за современата држава, да имаме јавно добро здравство. Не ни треба толку, да речеме, приватното да го финансира, зашто еве ќе ви кажам. Во Америка пропадна јавното здравство на сметка на приватното, затоа е таму скапо. Еве ќе речам, не сакаме еве Шведска, да ја спомнеме еве Франција, каде што ти вика основата дека мора да биде силно јавното здравство, да биде многу конкурентно на приватното. Не е тоа комунизам, нели, кажеме Франција, нели, и Шведска е како пример дам, така дека нас, значи мора да имате, нека има приватно да биде силно и јавното здравство, тоа е основата. И сега каде да парите веќе речем, ке нас проба нешто американско, нели, шведски систем, нели, речеме приватните клиники како иде, нели, партнерство имаат со Министерството за здравство, така нешто доаѓа. Они се приватни, нели, ама ги финансира нешто и државата. Конкретно, нели, Министерството, мислам, така имаат некој договор. Е тука е тоа интересно, значи
приватна фирма, ќе вам кажа го клиника, нели? А сега вика барам пари од државниот фонд. Тука нели многу интересно како идат тие пари. Значи како кој ги склопува договорите, тендерите да речем. Тука се губат пари. И што би рекла сега некој, значи ако финансираме и од надвор или некој нормално луѓе, тука се губат пари. Но би рекла тоа приватно, јавно здравство, некако тука парите веројатно се губат и во. Благодарам многу. Само да подсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време трењето на секој едно излагање, но можете повторно да го завртите бројот со цел да добиете нови 90 секунди. Ајде да ги вклучиме малку и твитерџи. Ке почнеме со твитот на Рагнар Лофбрук кој што напишал: "Еве според реакциите сите пак сте јаки по социјални медиуми. Ке се го заташкаат и овој скандал како Тамара, тетовска болница, дечињата во Битола, за жената место физиолошки и ставија дизентал и милион други примери. Буквално секој втори има морбидна приказна." Зошто е тоа така? Што мислите? Да видиме што ќе каже следниот гледаш. Добар ден. Добар ден, поздрав до телевизијата и водителката. Благодарам, поздрав и до вас. Зашто така? Све е до министерот. Министерот, ако е способен, значи ќе си стави одговорно лице на секоја болница, така? Абе има секој да си знае што работи. Овде е јавашлук партиски. Затоа немаме никаква одговорност. Овој да ми простиш теа од Муртино, нели рече бесплатно здравство. Ете, тука е расипа работата. А ако си има, значи, одговорност државата, ако е добра услуга, државата, значи, одговорност презима да си тоа плаќа. Мислам, бесплатно. Али ако не, услугата да е добра, секој ќе си плати. Секој ќе си плати добри доктори да има поставено, само директорот одговорен е од чистачка до докторите. Секој да си има одговорност. Видите, приватни некако функционира, свака им час. И па дали ви ќе им препорачате можеби на новите генерации наместо државно да уплаќаат приватно здравствено? Нака плаќа, ама има и кој не може да плати, зашто тока државата треба да преземе. Не разбирате, кој има да плати свака час, ќе си идем на најскапо ќе плати. Али овие што се немојци, државата треба да преземе. Така, благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден твит, не случајно, со оглед на тоа што овие проблеми генерално во здравството датираат и години наназад. Па ќе се навратиме малку временски, поточно датумот е 18 август 2022 година. Ова е твит на Лили, која што во тоа време го има напишано следното. Бев во болница да му однесам топла вода на татко ми за да се избричи. Клиничка болница Битола, тогаш 2022 година. Потенцирано е дека е 2022 година, а Лили однела во Битолската болница топла вода на таткој за да се избричи. Зошто е тоа така? Зошто имаме вакви ситуации? Апсолутно, како што напише еден цитирџија, дури и поприлично морбидни приказни. Каде го гледате проблемот? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во црвена линија сте. Вака, се двумев дали да се јавам, дали да не се јавам. Ама ја ценам вашата многу телевизија. И имам една мака и сакам да се искажам јавно. Вака, јас сум пензионер со 15 години стаж, што министерката го збори тоа. Здравствено сум начисто недобар. Отидов на преглед и самите професори со снимката ми рекоа за тебе више работа е завршена. Више работа нема. Кај работеш во рудник, во пробишти. Више рудник за тебе нема. Ти си од утре пензионер. Значи, јас сум пензионер со 15 години, не сум, што збори министерката, помалку стаж, помалку пари и покачување. Друго ми беше зборот. Терапијата ми е 181 евра, едно кутиче таблете. Јас сум со кронова болест, дебело црево. Биолошка терапија примам со 6000 денари на секој втора недела.
Како ја можам да обстанам? Мојата сопруга работи во конфекција 5 година, ден стаж нема. Овој месец ќе те осигурам, да слушне министерката, да слушне цела Македонија. Овој месец ќе те осигурам, другиот месец ќе те осигурам. Како ја да обстанам, на кој начин, кажете ми. Благодарам многу што прво се охрабривте, сте размислувале дали да се јавите, дали да не се јавите и многу ми е драго дека сепак одлучивте да се јавите. Се надевам дека и понатаму и ќе не следите и секако активно ќе се вклучувате во нашите дискусии кои што ги водиме со гледачите. Направивме мала отстапка со оглед на тоа што до некаде финансиската состојба и она што се нарекува предвремено пензионирање, како што напомена гледачот, секако со акутна хронична болест го доведува во ситуација дека сепак некои од граѓаните, иако плаќаат долги години, барем онолку колку што работа здравствено осигурување, потребни им се екстра финанси за да можат, се разбира, да го одржуваат своето здравје во форма, односно да не дозволат да ескалира ситуацијата, особено кога се во ситуација да имаат хронична болест како гледачот. Благодарам за тоа што го споделивте вашето искуство. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Видите, Тино, се додека граѓаните од Косово доаѓаат овде со врски и вршат хируршки захвати и тешки операции, со подмитување на некои си тамо по но сепак партиска тие линија. плаќаат. Што е со нас кои што редовно плаќаме Ние здравствено што плаќаме осигурување? редовно сме на последната гранка, што викаат последната дупка на шупелката на свирката. Дали ми разбирате? Сите од Косово што доаѓаат, кога одат во приватните клиники кај Жан Митрев, добро плаќа. Меѓутоа, во последно време, одат на државните клиники со врски и ги користат бенефициите на нашите осигуреници. Затоа нема здравството пари. Дали ми разбирате? Затоа нема пари. И никогаш не може да има пари, пошто такви аномалии се случуваат во здравството. Се додека Ајде, како коментирате со оглед на тоа што долги години наназад се случуваат многу аномалии? Тие се на резултат на што? На што? На добра корупција, добри пари се вртат во здравството. Така, благодарам што дадовте одговор на нашите прашања. Продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво. Добар ден, во црвена линија сте. Се слушаме? Да, одлично се слушам. Па добро. Па види се, човекот убаво ти кажа, значи, мучките се знае како идат, на каква релација се води таа работа. Ти викаш плаќаат. Они плаќаат, ама не завршаваат парите у здравството, у државата не завршаваат у приватни џебови. Значи, и самиот доктор што е таму што го пречекува тој пациент од Косово, е спремен, значи, знае договорена работа, све дел од парите, процент иде за него, процент за тој посредникот, и така да ни 1% не влезе у системот, у државата. Значи, кога ќе дојде тој таму од Косово, тука он кешира све тоа, добива податоци од некој се скрава, било починат или било каков, и според таа клиничка евидентна, заведува таму дека е направен прегледот од некој овдешен што има право на користење социјално и се води операција или лечење или било што без пари. Значи се води како да е бесплатно. Не се дешава тоа само со косовари, и тука кај нас се води докторот на иста клиника све, значи по државна капа, а си има своја приватна ординација и си наплаќа по 3.500-4.000 денари од преглед. И парите А еве како ги коментирате? Само да довршам. Ми треба одговори за ова прашање. Еве се соочуваме и со инквизиторски застарени методи при третирање на дете со аутизам во психијатриска болница. Ќе ви додадеме секунди. Тоа на што се должи? Тоа се должи затоа што анархија е створена не само по болниците, по амбулантите, анархија е у цела држава.
Гледате дека никој никому ништо не полага рачуни и нема никого. Тоа е 1% судство и обвинителство, толку е довербата. Све е кажано. Значи, покрај тие никој не е осуден за ништо, се дешаваат овие работи. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за вашите одговори на нашите прашања. Одиме понатаму, добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Исто ви поздрав до Телма. Благодарам поздрав до многу. симпатичната водителка Тина. Благодарам. И сите слушатели кои се на програма. Во однос на темата, моето размислување е следно. Јас како примерен жител на Република Македонија, мислам дека недомајчинското работење, крадење, лажење доводи до фондот на здравство да биде на нула. Ние сме осамосталени 30 години. Почнувајќи од првата влада, па се до ден денес се кради кој како стигни, кој како појке да земит и па шо ќе останит. Јас дома, како можица на минимална плата, да имам све во ред. Значи домајчинско работење. И да не се чудиме, да не се, кој да дојде на власт, истото го терат. Истото. И буквално тие си преносят еден на други, овде има многу пари, земај, немај гајле, судот ќе го подмити судијата и готово. Нема лек за кражбата и за корупцијата. Тина, многу ти фала што ме заслуша и Господ здрави успех во работа. Благодарам многу, јас ќе ја посакам. Фала многу. Јас ќе ви се заблагодарам многу за вашето јавување во Црвена линија и ме потсетивте дека сепак најбогат човек е кога има добро здравје, но за добро здравје секако треба и некој да се грижи, односно не мислам во овој случај на граѓаните. Граѓаните знаат да бидат совесни, брзо да реагираат и секако да се обратат на оние кои што слободно ќе ги наречам живот значата. Тоа се за нас лекарите. Сега, ви личи ли дека ќе дојде време кога место на лекар ќе одиме на бајачи? Каде завршуваат парите кои што ги уплаќаме за здравствено осигурување? Зошто со години наназад здравството се соочува со аномалии, како што рече и Твитерџе, слободно ќе го употребиме тој збор, многу морбидни приказни, но имаме и успешни приказни, мора и тоа да кажеме. И еве и уште еден твит, пред да го вклучиме гледачот, Кочо Рацин, ова е веќе напишано во јуни месец, има напишано најтешка диагноза што можеш да ја добиеш во болницата во Битола е да те пуштат Скопје. Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до телевизија. Телма и Алфа. Поздрав до вас. Најгледана телевизија. А најнегледана телевизија е Канал 5. Да не ги коментираме сега телевизија. Сега вака. Зашто нема пари? Како може да кажете? Каде одат кредитите што ги земат? Позајмуваат европски пари, унијни џепови. Здравството нема плати. Зашто да нема плати? Зашто да нема на докторите плати? Зашто на администрацијата? Значи, не е гајле. Секој глумат, секој се крадат, секој лажат и штета прават и стажа го покачуваат на народа кога дојдат. Се. Ови се штетници, не се ови и ови да чуе Македонска партија. Зашто не прифатија да имат 100 пратеника? И да економите да подобрат. Напомет програма само витуват се и на крај ништо. Секој со години го прават. Се различни. Значи се различни од опозицијата. Опозицијата ветува и исполнува. И во здравството имаше плати, и во образованието има, и на судовите, и на пензионерите имаше. Секој си покачуваше што ветуваш. И градење имаше, се градеше, отвараше. И инвестиции има, и безбедни беа и банките.
и слобода имаше и на новинарите на говор. Благодарам многу за вашето излагање во Црвена линија, но замислете, веќе дојде времето и за реклами. Ајде ме повторно мене во оној дел каде што и напоменувам повторно за оние кои што може би се уште се двоума дали да кликнат на нашиот профил на Инстаграм. Сторете го тоа веднаш со оглед на тоа што веќе утре ќе имаме ново анкетно прашање кое што ќе биде паралелно со нашата нова тема. Но што се однесува до денешната тема на Инстаграм стори, Инстаграмџи вака одговорија на следново прашање. Дали наместо државно треба да се плаќа приватно здравствено осигурување? Имаме интересен, ќе го наречам, резултат во проценти, горе-долу многу блиски одговори што се однесува до тоа дали да или не. Со да одговорија 46%, со не одговорија 54%. Сега јас тука доаѓа време каде што 100% ќе ви се заблагодарам за вашето учество во Црвена линија, но тоа не значи дека јас и вие сега кога ќе се збогуваме туку ќе се префрлиме во една поинаква димензија, каде што приказната е многу поведра и се разбира, ќе кажам, берикетна. Зошто? Затоа што ќе имате можност да стоите на вистина вредни и убави награди. Одлично имавме одличен старт, еве за пофалба се учесниците во Заврти на Телма. Понеделнички, па и вчера се освоја многу награди. Што значи ако понеделникот беше така, па и вторникот, еве и среда велат среќен ден, зошто да не имаме експресно во среда освоен нов фрижидер. Имаме гледачи кои што тоа го сторија и во новата сезона, а за оние кои што мисла дека е недостижно, еве ќе ви помогнам јас. Внимателно забележете ги следниве прашања, ќе ги има во Заврти на Телма. Кој тропски гуштер почнува на буквата И, а завршува на првата согласка? Кој музеј во Мадрид е основан 1818 година? Во кое село во 1943 година бугарските фашисти стрелаат 12 младенци? Кој филмски суперхерој има батлер по име Алфред? И уште едно прашање за вас. Што сонува гладната кокошка во народната поговорка? Но оние кои што редовно играат Заврти на Телма и вие нови кои што ќе се вклучите, нема потреба да сонувате. Фрижидерот е само 3 прашања до вас. Се гледаме за кратко време.